Почитувани, повод за денешната пресконференција е завчерашната одлука на Уставниот суд за делумно укинување на апанажата за функционери кои си поднеле оставка или се разрешени од функцијата. Да подсетиме, Единствена Македонија уште на 25 август 2009 година поднесе во собранието предлог закон за изменување и дополнување на законот за плата и други намесоци за избрани и именувани лица, со што се возможува кратење на функционерските привилегии по престанокот на мандатот. Ова е нашиот предлог закон поднесен во собранието уште во 2009 година. А ова е повратното известување од тогашниот собраниски претседател Трајко Велјановски дека нашиот закон им е поделен на пратениците. Но 14 години нашиот закон остана закочен во собраниските фиоки. После 14 години од поднесување на предлог законот на Единствена Македонија во собранието за целосно укинување на апанажата, добро е што тргна процесот со одлуката на Уставниот суд, иако со одлуката на судот делумно се укинува апанажата само на функционери на кои предвреме им престанала функцијата. Крайно неморално, нечесно и неправилно беше апанажа да земаат дури и функционери на кои предвреме им престанала функцијата поради обвинување или осуда за кривични дела, или разрешени поради нестручно и несовесно работење. Но, иако Уставниот суд само делумно ја укина апанажата, нашата борба продолжува до целосно усвојување на нашиот закон за целосно укинување на апанажата. Секој функционер, без разлика дали осварил цел мандат или пред време му престанала функцијата, како дошол на функција, така треба и да се замени. Ако бил невработен, по функцијата си останува невработен. Ако бил вработен, се враќа на старото работно место. Нема никаква морална и човечка логика функционерите после престанокот на функцијата и понатаму да земаат плата од буџетот уште цела една година, како апанажа, а ништо да не работат. Почитувани присутни, 14 години нашиот закон е закочен во собранието. 14 години пратениците во собранието се расправаат за се и се што, а за нашиот закон за укинување на апанажата целосен молк. Како и да е, доколку народот ни ја даде довербата, новата легална и народна власт на Единствена Македонија е гарант и ветува целосно укинување на скандалозните функционерски привилегии за безмилосно трошење на народни пари и непотребно луксузирање во згрбот на даночните обврзници. Ви благодарам.